Šesto poglavlje Al-An'am. Dobitok. Objavljeno vo Meka 165 ajeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Vo الرحمن imeto na Allah, semilosniot, milostiviot. الله الذي خلق السماوات Благодарноста му припаѓа на Аллах, кој небесата и земјата ги создаде, и темнини и светлина даде, па повторно тие што не веруваат, други со Господарот свој изедначуваат. Тој од земја ве создава и часот на смртта ви го одредува, и само тој знае кога крајот на светот ќе биде, а вие повторно се сомневате. И тој е Аллах на небесата и на земјата, тој знае и што криете и што покажувате, и тој го знае тоа што го правите. А на неверниците не им дојде ниту еден доказ од Господарот нивен, а тие главите од него да не ги свртат. Тие сметаат дека вистината што им доаѓа е лага, но нив сигурно ќе ги стигнат последиците од тоа на што тие се подсмеваат. Зарем тие не знаат колку народи пред нив ние уништивме, на кои на земјата им дававне можности какви вам не сме ви дале, и на кој дожд обилен им испраќавме, и дадовме реки покрај нив да течат, па поради гревовите нивни ги уништивме и други поколенија по нив создававме. А и книга од хартија да ти спуштиме, и тие со рацете своји да ја опипаат, сигурно тие што не сакаат да веруваат повторно би рекле: ова не е ништо друго освен вистинска магија. Тие велат: требаше да му се прати мелек, а да им пратиме мелек, со нив свршено ке биде, ни цел час време немаше да им се даде. И мелек да го сториме, повторно како човек би го создале, и повторно би им го сториле нејасно тоа што не им е јасно. Напратениците и пред тебе им се подсмеваа, па на тие што им се исмејуваа, ги стигна токму тоа за што се исмејуваа. Кажи: патувајте по земјата, а потоа погледнете како завршија тие што пратениците за лажни ги сметаат. Прашај: чие е сето тоа што е на небесата и на земјата? И одговори: Аллахово. Тој себе си пропишал да биде милостив. Тој на судниот ден ке ве собере, во тоа нема никаков сомнеш. Тие што себе си се упропастиле, па тие нема да веруваат. Нему му припаѓа се што постои во ноќта и во денот. Тој се слуша и се знае. Кажи: зарем за заштитник да земам некој друг освен Аллах, создателот на небесата и на земјата? Тој храни, а него никој не го храни. Кажи: мене ми е наредено да бидам прв меѓу тие што се покоруваат, и никако немој да бидеш од многубожците. Кажи: ако не му бидам послушен на својот Господар, јас се плашам од страдањето на големиот ден. А оној што тој ден ке биде поштеден, тој му се смилувал, и тоа е очигледен успех. Ако од Аллах некоја неволја те погоди, па никој освен него не може да ја отстрани, а ако некакво добро ти подари, па само тој е семоќен, и тој е единиот владетел над робовите своји. Тој е мудриот и сезнајниот. Кажи: кој е најголемиот по сведочењето? И одговори:
Аллах. Тој меѓу мене и вас сведок ке биде. А мене овој Куран ми се објавува за со него вас и тие до кои тој ке допре да ги опоменам. Зарем вие навистина тврдите дека покрај Аллах има и други божества? Кажи. Јас не тврдам. Кажи. Само тој е Бог и јас немам ништо со тоа што вие му здружувате нему. Тие на кои книгата им ја дадовме го познаваат пратеникот како што ги познаваат синовите своји. Тие кои себе си се упропастија, па тие нема да веруваат. Има ли понеправеден од тој што за Аллах говори лаги или не ги признава доказите негови? Неправедните навистина нема да успеат. А на денот, кога сите ќе ги собереме, па ќе ги прашаме тие што здруженици му припишуваа, каде ви се божествата ваши кои за богови ги зедовте? Нема ништо друго да им преостане, освен да кажат: се колнеме во Аллах, во Господарот наш, ние никого не му здружувавме на Аллах. Гледај како тие самите себе ке се лажат, а нема да ги има тие што самите ги измислија. Има такви кои доаѓаат да те слушаат, но ние на срцата нивни перде им ставивме, за да не го разберат Куранот, и глуви ги направивме, па и сите докази да ги виделе, повторно во нив не би поверувале. А кога доаѓаат со тебе да се расправаат, тие што не веруваат велат: тоа се само измислици на дамнешните народи. Тие забрануваат да се верува во Куранот и самите он него се оддалечуваат и самите себе си се упропастуваат, а и да не забележуваат. А да ти се даде да ги видиш како кога пред огнот ке бидат задржани, ке речат: камо да бевме вратени, па доказите на Господарот наш да не ги негираме и верници да станеме. Не, не. На нив очигледно ке им стане тоа што претходно го криеја, а и кога би биле вратени, повторно би продолжиле да го прават тоа што им беше забрането, бидејќи тие се навистина лажговци, и би рекле: нема живот освен на овој свет и ние нема да бидеме оживеани. А да ти се даде да ги видиш како кога пред Господарот свој ке бидат запрени и кога тој ке ги запраша: зарем ова не е вистина? Ке одговорат: да, се колнеме во Господарот наш. А и како тој ке каже: епа, искусете ја тогаш казната заради тоа што не верувавте. Тие што не веруваат дека пред Аллах ке застанат, ке настрадаат кога ненадејно часот на оживувањето ке им дојде и ке речат: о, мако наша, што се на земјата пропуштивме, и гревовите своји на грбовите своји ке ги носат, а ужасно е тоа што ке го натоварат. Животот на овој свет е само игра и забава, а оној свет навистина е подобар за тие што се плашат од Аллах. Зошто не се опаметите? Ние знаеме дека тебе навистина те растажува тоа што тие го говорат. Тие навистина не те обвинуваат тебе дека ти си лажливец, туку неверниците ги негираат Аллаховите зборови. А пратениците и пред тебе за лажни беа сметани, па трпеа што за лаги ги клеветеа и што ги мачеа се додека не им дојде помошта наша.
a nikoj ne može Allahovite zborovi da gi izmeni i do tebe dopreja nekoj vesti za pratenicite. Ako ti je teško toa što ti je se svrtuvat, togaš ako možeš pobaraj kakov bilo otvor vo zemjata ili skalila na nebo to, pa donesi im eno čudo. Da saka Allah, toj site na vistinski otpad bi gi sobral, zato nemoj nikako da bideš od tije što ne znat. Ke ti se odzvijat samo tije što se poslušni, a Allah mrtvite ke gi ožive, potoa ne musite ke mu se vratat. Tije velat, zašto gospodar od negov ne mu prati nekakvo čudo? Kaži, Allah je sposoben da isprati čudo, no poveke to oniv ne znat. Site životni koji po zemljata odat i site ptici koji so kriljata svoj letat, se svetovi kako vas. Vo knjigata nije ništo ne izostaviv me i potoa ke se soberat pred svoj gospodar. A tije što dokazite naši gi negirat, gluvi se i nemi, vo temninite se. Kogo saka, Allah vo zabluda go ostava, a kogo saka, na vistinski otpad go izveduva. Kažete mi vije mene, ako vistinate ja zboruvate, koga bi vi došla Allahova ta kazna ili bi ve iznenadil kraj od nas svetot, da li nekoj drug osven Allah bi povikuvale? Samo nego bi go molele, ako saka da go odstrani od vas toa za što ste go molele, a ne bi vi pannale ni naum tije što mu gi združuvavte. A i na narodite pred tebe im isprakjavne pratenici, i so siromaštvo i so bolest gi kaznuvav me, za da stanat poslušni. Trebaše poslušni da stanat koga kaznata naša ke im dojdeše. No srcata nivni ostanuva tvrdi, a šeitanot im go prikažuvaše kako ubavo toa što go praveja. I koga ke go zaboraveja toa so što beja opomenuvani, nije portite na site dobri nešta ke im gi otvorev me, a koga na toa što im je dadeno ke se izraduva, nenadejno ke gi kaznev me i tije odednaš ke izgubeja nadeš i ke se prekineše tragata na narodot koji praveše nepravda i blagodarnosta mu pripajga na Allah, gospodar od nas svetovite. Kažete mi vije mene, ako Allah veliši od sluh od vaš i od vid od vaš, i ako srcata vaši gi zapečati, koji Bog osven Allah toa bi vi go vratil? Pogledni kako iznesuva me dokazi, a ti je povtorno se svrtuvat. Kažete mi vije mene, ako Allahovata kazna bi ve stignala neočekuvano ili javno, zarem nekoj drug bi nastradal osven narod od nasilnički? Nije isprakja me pratenici samo za da nosat radosni vesti i za da opomenuvat. Zato neka ne se plašat od ništo i za ništo neka ne taguvat tije što veruvat i pravat dobri dela. A tije što ne veruvat vo dokazite naši, ke gi stigne kazna zato što grešno postapuvat. Jas ne velam kaj mene se Allahovite riznici, nitu mene mi je poznat nevidljivi od svet, nitu vi velam jas su melek, jas go sledam samo toa što mi se objavuva. Zarem se isti slepio ti toj što gleda, zašto ne razmislite? I opomenuvaj gi so kurano tije što stravuvat, što pred gospodaro svoj sobranike bidat, koga osven nego ni zaštitnik, ni tu posrednik nema da imat, za da se plašat od Allah.
I ne teraj gi od sebe, tije koji nautro i navečer na Gospodarot svoj mu se molat, posakuvajki go liceto njegovo, ti nema za njih da odgovaraš, ani tije nema za tebe da odgovarat, zato što koga bi gi isteral, nasilnik bi bil. I taka nije jedni so drugive iskušuvame za da rečat nevernicite, zarem toa se tije na koji Allah pomegju nas milost im ukaža, a zarem Allah ne gi poznava dobro tije što se blagodarni. A koga ke ti dojda tije, koji vo zborovite naši veruvat, ti kaži, mir so vas. Gospodar od vaš, sami od na sebe si propiša da bide milostiv. Ako nekoj od vas stori lošo delo od nebrežnost, pa potom se pokaje i se popravi, pa Allah na vistina ke prosti i milostiv ke bide. Taka nije vo detalji gi iznesuvame dokazite, za da vi bide očigleden patot po koji odat grešnicite. Kaži, mene mi je zabraneto da gi obožuvam tije, na koji vije pokraj Allah gi molite. Kaži, jas ne gi sledam želbite vaši, bide ki togaž bi zatalkal i ne bi bil na vistinski otpad. Kaži, jas sum na jasno to upastvo od Gospodarod moj, a vije go negirate. Ne evo moja vlast toa što vije go izbrzuvate, samo Allah se prašuva, toj sudi spored pravdata i to je najdobriji od sudija. Kaži, da evo moja vlast toa što go izbrzuvate, među mene i vas bi bilo svršeno, a Allah dobro gi znaje nasilnicite. Kaj nego se ključevite nasite tajni, samo toj gi znaje i toj edini odznaje što ima na kopnoto i što je vo moreto, i ni tu eden list ne paga, a toj za nego da ne znaje. I nema zrno vo temninite na zemljata, ni tu nešto posvežo, ni tu nešto posuvo, ništo što ne je vo jasnata knjiga. Toj nokeve umrtvuva, a znaje što ste pravele prekuden, potoa ve budi, se dodeka ne dojde časotna smrta. Na krajot nemuke mu se vratite i toj ke ve izvesti za toa što ste go pravele. Toj je vladetel na robovite svoji i vi praća čuvari, a koga na nekoj od vas smrta ke mu dojde, našite meleci bez kolebanje dušata mu ja zemat. Ti je potoa ke bidat vrateni kaj Allah, kaj svoj odvistinski gospodar. Samo toj ke se prašuva i toj najbrzo smetkata ke ja svede. Kaži, koj od stravotijite na kopnoto i na moreto ve izbavuva, koga i javno i tajno ponizno mu se molite. Ako toj ne izbavi od ova, sigurno ke bideme blagodarni. Kaži, Allah onniv i od sekoja nevoljave izbavuva, pa vi je sepak mu pripišuvate združenici. Kaži, toj je sposoben da isprati kazna protiv vas nad vašite glavi ili pod vašite noze, ili vo grupi da ve podeli i da napravi silata međusobno da ja iskusite. Pogledni samo kako nije detaljno iznesuvame dokazi za tije da se vrazumat. Tvoj od narod go negira Kuranot, a to je vistina. Kaži, jas ne sum vaš čuvar, seko je nagovestuvanje ima svoje vreme i vije ke znajete. Koga ke gi vidiš tije što na našite zborovi se podsmevat, bidi daleku od njih se dodeka ne prejdat na drug razgovor. A ako šeitan te navede da zaboraviš, togaš ne sedi so nasilnicite koga ke se setiš. Tije što se plašat od Allah, nema za njih smetka da polagat,
но должни се да опоменуваат со цел да престанат. Остави ги тие што својата вера како игра и забава ја земаат и кои животот на овој свет ги измамил, а опоменувај со Куранот, за да не страда човекот поради тоа што го прави, бидејќи освен Аллах ни заштитник, ни посредник нема да има, бидејќи он него никаква откупнина нема да се прими. Тие, поради тоа што го правеа, во маки ќе бидат држени, нив ги чека пијала козовриена вода и неподносливо страдање, затоа што не веруваа. Кажи, зарем покрај Аллах да ги молиме тие што не може никаква корист да ни направат, ниту некоја штета да отстранат, па да бидеме вратени по стапките наши, а Аллах веќе не упатил, и да бидеме како тој кого на земјата шејтаните го завеле, па ништо не знае, а кого другарите негови го повикуваат на вистинскиот пат, дојди кај нас. Кажи, Аллаховиот пат е единствениот вистински пат и нам ни е наредено Господарот на световите да го слушаме и намазот да го извршуваме и он него да се плашиме. Тој е тој пред кого ќе бидете собрани и тој е тој кој небесата и земјата со вистината ги создаде. Штом тој за нешто каже биди, тоа бидува. Зборот негов е вистината. Само тој ќе ја има власта на денот кога во рогот ќе се дувне. Тој го познава невидливиот и видливиот свет и тој е мудриот и сезнајниот. А кога Ибрахим му рече на својот татко Азер, зарем статуите ги сметаш за богови? Гледам дека и ти и народот твој сте во вистинска заблуда. И ние му го покажавме на Ибрахим царството на небесата и на земјата, за да верува цврсто. И кога настапи ноќта, тој здогледа звезда и рече, ова е Господарот мој. А откако таа зајде, тој рече, не ги сакам тие што заоѓаат. А кога ја здогледа месечината како излегува, рече, ова е Господарот мој. А откако таа зајде, тој рече, ако Господарот мој не ме упати на вистинскиот пат, сигурно ќе бидам еден од тие што заталкале. А кога го здогледа сонцето како се раѓа, тој извика, ова е Господарот мој, ова е поголемо. А откако тоа зајде, тој рече, народе мој, јас немам ништо со тоа што вие здруженик му припишувате. Јас го насочувам лицето свое како вистински верник кон тој што небесата и земјата ги создал. Јас не сум од многубожците. И народот негов со него се расправаше. Зарем со мене да се расправате за Аллах? А тој мене ме упати, рече тој, јас не се плашам од тие кои вие нему му ги здружувате, освен што се плашам дека мојот Господар ке сака нешто. Господарот мој со своето знаење опфаќа се, зошто не се вразумите? А како би се плашел јас од тие кои со него ги изедначувате, кога вие не се плашите што вие на Аллах здруженици му припишувате, иако тој за тоа никаков доказ не видал. И знаете ли вие кои, ние или вие ќе бидат сигурни? Ќе бидат сигурни само тие што веруваат и верувањето свое со многубоштвото не го мешаат. Тие ќе бидат на вистинскиот пат. Тоа се доказите наши, кои му ги дадовме на Ибрахим за народот негов. Ние по високи степени им даваме на тие на кои ние сакаме. Господарот твој е навистина мудар и се знае. И ние му ги подаривме и Исхак и Јакуб, и секого упативме,
А Нух уште претходно го упативме и од потомците негови Давуд, и Сулејман, и Ејуб, и Јусуф, и Муса, и Харун. Ете, така ние ги наградуваме тие што прават добри дела. И Зекерија, и Јахја, и Иса, и Илјас, сите тие беа добри. И Исмаил, и Елјеса, и Јунус, и Лут. И на сите им дадовме предност над останатите луѓе. И некои предци нивни, и потомци нивни, и браќата нивни, нив ги одбравме и на вистинскиот пат им укажавме. Тоа е Аллаховото упатство на кое тој им укажува на тие на кои сака од робовите своји. А да му припишуваа здруженик, сигурно ке им пропаднеше тоа што го правеа. Тоа се тие на кои ние книги и мудрост и веровесништво им дадовме. Па ако потомците нивни не веруваат во тоа, ние задолживме луѓе кои ке веруваат во тоа. Нив Аллах ги упати, затоа следи го нивниот вистински пат. Кажи, јас од вас не барам награда за Куранот, тој е само поука на човештвото. Тие не го познаваат Аллах како што треба штом велат. На ниту еден човек Аллах не му објавил ништо, кажи. А кој ја објавил книгата која ја донел Муса како светлина и патока за луѓето, која на листови ја ставате и ја покажувате, а многу и криете, и земате поука за тоа што ниту вие, ниту предците ваши не сте го знаеле. Кажи, Аллах. Потоа остави ги нека се забавуваа со своите лаги. А оваа книга која ја објавуваме е благословена, таа ја потврдува онаа пред неа, за да ја опоменуваш Мека и останатиот свет. А тие што веруваат во оној свет, веруваат во неа и за намазите своји водат грижа. Кој е понеправеден од тој кој за Аллах изнесува лаги или кој вели ми се објавува, а ништо не му се објавува, или кој вели и јас ке кажам исто како што Аллах објавува, а да ти се даде да ги видиш неверниците во смртните маки, кога мелеците ке ги испружат рацете своји кон нив, извадете ги своите души. Од сега со неиздржлива казна ке бидете казнувани, затоа што за Аллах изнесувавте лаги и затоа што кон доказите негови арогантно се однесувавте. А ке ни дојдете поединечно, такви какви што првиот пат ве создадовме, напуштајки ги добрата кој ви ги даривме. Ние не ги гледаме со вас божествата ваши кои за здруженици му ги припишувавте, прекинати се врските меѓу вас и ви ги нема тие кои за посредници ги држевте. Аллах прави зрната и семките да изртат. Тој од неживото изведува живо, а од живото неживо. Тоа ви е ете Аллах, па тогаш каде се одметнувате? Тој прави зората да осамне, тој ноќта за починок ја одреди, а сонцето и месечината за сметање на времето. Тоа е одредбата на силниот и сезнајниот. Тој ви ги создаде звездите за во мракот да се ориентирате според нив на копно и море. Ние детално им ги објаснуваме знаците наши на луѓето кои знаат. Тој ве создаде од еден човек, а потоа ви ја даде земјата за престојување и за во неа закопани да бидете. Ние детално им ги пружаме доказите на луѓето кои разбираат.
Тој од небото спушта вода, па ние потоа со нејзина помош правиме да никнат сите видови растенија и од него да израсне зеленило, а од него класие густо, и од палмите, од семките, гроздови лесни за берење, и градини со лоза засадени, особено маслинки и шипинки, слични и различни. Наблюдувајте ги затоа плодовите нивни, кога ќе се појават и кога зреат. Тоа е навистина доказ за луѓето кои веруваат. Неверниците ги сметаат џинните за рамни на Аллах, а тој нив ги создал и измислија, не мислејќи што зборуваат, дека тој има синови и ќерки. Славен и чист е тој и многу високо над тоа како што тие го опишуваат. Тој е создателот на небесата и на земјата. Од каде му нему дете кога нема жена? Тој создава се и само тој знае се. Тоа е Аллах, Господарот ваш. Нема друг Бог освен Него, Создателот на се. Затоа Него обожувајте го, тој бдее над се. Погледите до Него не можат да допрат, а тој допира до погледите. Тој е милостив и упатен во се. Од Господарот ваш ви доаѓаат докази, па тој што гледа, тоа во своја корис го прави, а тој што е слеп, на своја штета е слеп, а јас не сум ваш чувар. И ете, така ние на разни начини ги изложуваме доказите за тие да кажат: ти го учеше тоа, и за да им го објасниме тоа на луѓето што знаат. Ти следи го тоа што ти го објавува Господарот твој, друг Бог освен Него нема, и многобожците избегнувај ги. Да сака Аллах, тие не би му здружувале никого, а ние не те сторивме нивен чувар, ниту си ти нивни старател. Не навредувајте ги тие на кои покрај Аллах им се молат, за и тие да не го навредат Аллах, неправедно и не размислувајки што зборуваат. Како и на овие, така на секој народ постапките нивни им ги представувавме како убави. Тие на крајот на својот Господар ќе му се вратат, па тој ќе ги извести за тоа што го работеле. Тие се колнат во Аллах со најтешката заклетва дека ако им дојде чудо, сигурно поради тоа верници ќе станат. Кажи: сите чуда се само кај Аллах. А од каде знаете вие? Може би тие, кога тоа би им дошло, би станале верници, а ние срцата нивни и очите нивни ги вртиме, па нема да веруваат како што не веруваа ни претходно, и ги оставивме да талка збунети во својата заблуда. Кога би им ги испратиле мелеците, и кога мртвите би им проговориле, и кога пред нив очигледно сите докази би ги собрале, тие пак не би верувале, освен ако би сакал Аллах, но мноштвото он нив не знае. Така на секој веровесник непријатели му одредувавме, шејтани во вид на луѓе и џинни кои едни на други украсени разговори им зборуваа за да ги измамат. А да сакаше Господарот твој, тие тоа немаше да го сторат, затоа ти остави ги нив и тоа што го измислуваат, и за срцата на тие што во оној свет не веруваат, да бидат склони кон тоа и задоволни со тоа, и за да ги сторат гревовите кои што ги сторија. Зошто покрај Аллах да барам друг судија, кога тој ви ја објавува книгата во детали?
А тие на кои што ние им ја дадовме книгата, добро знаат дека Куранот го објавува Господарот твој со вистината, затоа ти никако не се сомневај. Зборовите на Господарот твој се врв на вистината и правдата. Неговите зборови никој не може да ги измени и тој се слуша и се знае. Кога ти би им се покорувал на мноштвото од жителите на земјата, тие од Аллаховиот пат би те одвратиле. Тие само по предпоставките се поведуваат и тие само невистината ја говорат. На Господарот твој добро му се познати тие што скршнале од неговиот пат и тој најдобро ги знае тие што се на вистинскиот пат. Затоа јадете го тоа при чие колење е спомнато Аллаховото име, ако верувате во неговите ајети. А зошто да не го јадете тоа при чие колење е спомнато Аллаховото име, кога тој ви го објасни тоа што ви го забрани, освен кога сте присилени? Многумина според желбите своји, немајќи за тоа никакви докази, ги заведуваат другите во заблуда. А Господарот твој добро ги знае тие што во злото секаква мерка преминуваат. Не грешете ниту јавно, ниту тајно. Тие што грешат, сигурно ќе бидат казнети за тоа за што сгрешиле. Не јадете го тоа при чие колење не е спомнато Аллаховото име, тоа е навистина грев. А шејтаните ги наведуваат штитениците своји да се расправаат со вас, па кога би им се покориле, и вие сигурно многу божци би станале. Зарем е ист тој што бил во заблуда, ако го ние го оживеавме и му дадовме светло со помош на кое меѓу луѓето се движи, со тој што е во темнината од која не излегува, а на неверниците им се чини убаво тоа што го прават. И исто така, ние сторивме во секој град првенците да станат грешници и во него замки да поставуваат, но тие само себе си замки си поставуваат, а да не забележуваат. А кога им доаѓа доказ, тие велат: ние нема да веруваме се додека и нам не ни се даде нешто слично на тоа што им е дадено на Аллаховите пратеници. А Аллах најдобро знае кому ќе му го довери пратеништвото свое. Тие што грешат, сигурно ќе ги стигне понижување и страдање големо од Аллах, затоа што прават интриги. Тој што Аллах сака да го упати, тој срцето негово кон исламот му го расположува, а тој што сака во заблуда да го остави, тој срцето негово го стегнува и уморно го прави, како кога прави напор на небото да летне. Ете, така Аллах прави шејтанот да ги надвладее тие што не веруваат. Ова е вистинскиот пат од Господарот твој, а ние им ги објаснуваме доказите на луѓето кои примаат поука. Нив ги чека куќата на спасот кај Господарот нивен, тој ќе биде нивен заштитник поради тоа што го правеле. А на денот кога тој сите ќе ги собере, о групо шејтани, вие многу луѓе заведовте. Господару наш, ке речат луѓето штитеници нивни, ние меѓусебно си бевме од корист и стигнавме до рокот наш кој ти ни го одреди. Огнот ке биде престојувалиштето ваше, ке рече тој. Во него вечно ке останете, освен ако Аллах не одреди поинаку. Господарот твој е навистина мудар и сезнаен. Ете, така ние им ја препуштаме власта на едни насилници над други, поради тоа што го заработија. О, групо од џинни и луѓе,
Зарем не ви доаѓаа пратеници од редовите ваши, кои аетите мои ви ги кажуваа и ве опоменуваа дека овој ваш ден ке го дочекате. Нив животот на земјата ги беше измамил и тие сами против себе ке посведочат дека биле неверници. Така е, бидејќи Господарот твој не уништуваше села и градови поради насилството нивно, без претходни опомени кон нивните жители. На сите ке им припадне награда или казна, според тоа како постапувале, а Господарот твој не е немарен кон тоа што го правеа. Господарот твој е независен и милостив. Ако сака, ке ве тргне и по вас тие кои тој сака ке ги донесе, како што ве создаде вас од потомствата на другите народи. Тоа со што ви се заканува, навистина ке дојде и вие нема да стигнете да избегате. Кажи, о народе мој, правете се што можете, а ке правам и јас. Ке дознаете вие кого го чека среќен крај. Насилниците сигурно нема да успеат. Тие одредуваат за Аллах дел од реколтата и дел од добитокот кој тој го создал, па велат: ова е за Аллах, тврдат тие, а ова за божествата наши. Меѓутоа, тоа што е наменето на божествата нивни не доспева до Аллах, додека тоа што е одредено за Аллах доспева до божествата нивни. Како лошо судат тие. На голем број многубожци, така исто шејтаните нивни, убивањето на собствените деца им го разубавија, за да ги упропастат и во верата нивна да ги збунат. А да сакаше Аллах, тие тоа немаше да го прават. Затоа остави ги и нив и нивните измислици. Тие велат: овој и овој добиток, и тие земски плодови се забранети. Смеат да ги јадат само тие на кои ние ке им дозволиме, тврдат тие. А овие камили е забрането да се јаваат. А тие што кои при колење на добиток не го спомнуваат Аллаховото име, измислувајќи лаги за него, тој сигурно ќе ги казни поради тоа што го измислуваат. Тие велат: тоа што е во утробите на овој и овој добиток, дозволено им е само на нашите мажи, а забрането им е на нашите жени. А ако плодот се изјалови, тогаш во тоа се соучесници. Аллах ке ги казни за невистините нивни кои ги говорат. Тој е мудриот и сезнајниот. Тие што од лекоумност и не знаејќи што прават, децата своји ги убиваат и кој тоа што Аллах им го подарил го сметаат за забрането, говорејќи невистини за Аллах, сигурно ке настрадаат. Тие заталкале и не знаат што прават. Тој е тој што ги создава градините, заградени и незаградени, и палмите и посевите со различни вкусови, и маслинките и шипинките, слични и различни. Јадете ги плодовите нивни кога ќе дадат плод, и дадете го на денот на жетвата и на бербата тоа на што другите имаат право, и не трошете неумерено, бидејќи тој не ги сака неумерените. И добитокот кој се товари и се коле, јадете дел од тоа со што ве снабдува Аллах, а не следете ги шејтановите стапки, бидејќи тој ви е вистински непријател, и тоа 8 вида, пар овци и пар кози. Кажи, дали тој ги забрани мажјаците или женките, или тоа што се наоѓа во утробите на женките? Кажете ми и докажете, ако е вистина тоа што го велите. И
par камили и пар говеда, кажи. Дали тој ги забрани мажјаците и женките и тоа што се наоѓа во утробите на женките? Дали вие бевте присутни кога Аллах ви го пропиша тоа? Има ли тогаш понеправеден од тој што, не знаејќи ја вистината, измислува лаги за Аллах со цел да ги доведе луѓето во заблуда? Аллах сигурно нема да им укаже на вистинскиот пат на луѓето кои се неправедни. Кажи, јас не гледам во ова што ми се објавува дека на некого му е забрането да јаде што било друго освен мрша, или крв која истекува, или свинско месо, тоа е навистина нечисто, или што како грев е заклано во нечие друго, а не во името на Аллах. А на тој што ќе биде принуден, но не од желба, туку само колку глатта да ја прекине, Господарот твој навистина ќе му прости и милостив ќе биде. На евреите сите животни кои имаат копита или канџи им ги забранивме, а од говедата и од ситниот добиток, нивниот лој, освен тој од грбот или од цревата, или тој што е помешан со коските. Со тоа, поради насилството нивно, ги казнивме. И ние навистина ја зборуваме вистината. А ако тие нема да ти веруваат, ти кажи, Господарот ваш е неизмерно милостив, но казната негова нема да го заобиколи народот грешен. Многу божците ке велат, да сакаше Аллах, ние немаше да му припишуваме здруженици, а ниту предците наши, ниту ке сторевме нешто забрането. Така исто и тие пред нив негираа, се додека нашата казна не ја искусија. Кажи, имате ли некаков доказ да ни изнесете? Вие само според предпоставките се раководите и вие само невистината ја зборувате. Кажи, Аллах има потпун доказ и кога тој би сакал, на сите би им укажал на вистинскиот пат. Кажи, доведете ги тие своји сведоци, тие што ќе посведочат дека Аллах тоа го забранил. Па ако тие посведочат, ти немој да им поверуваш и не води се по желбите на тие кои нашите докази ги сметаат за лажни и кои во оној свет не веруваат и кои здруженици на Господарот свој му припишуваат. Кажи, дојдете да ви кажам што ви пропишува Господарот ваш. Ништо да не му здружувате, на родителите добрина да им правите, децата своји поради сиромаштија да не ги убивате. Ние и вас и нив ги храниме. Не приближувајте им се на лошите дела, било јавни или тајни. Не убивајте го тој кого Аллах забранил да се убие, освен кога тоа правдата го бара. Ете, тој тоа ви го препорачува за да размислите и до имотот на сирачето да не се доближувате, освен на најубав начин, се додека не стане полнолетно, и неправилно на литарот и на кантарот да не мерите. Ние никого преку неговите можности не го задолжуваме. И кога зборувате, зборувајте праведно, па дури и да се однесува и на роднините и обврските кон Аллах да не ги кршите. Ете, тој тоа ви го наредува за да го имате тоа наум. И на вистина, ова е мојот вистински пат, па следете го него. Други патишта не следете, па да ве одвојат од патот негов. Ете, тој тоа ви го наредува, за да бидете богобојазни. Ние на Муса книга му дадовме, за да ја направиме потполна благодатта на тој што според неја ќе постапува и како објаснување на се и упатство и милост
за тие да поверуваат дека пред Господарот свој ке застанат. А оваа книга која ја објавуваме е благословена, затоа следете ја и бидете богобојазни, за да ви се укаже милоста и за да не кажете: книгата е објавена на двете вероисповести пред нас, но ние не знаеме да ја читаме како нив. И да не кажете: нам да ни беше објавена книгата, ке се држевме на вистинскиот пат подобро од нив. Па ви се објавува, ете, од Господарот ваш јасен доказ и упатство и милост. И има ли тогаш понеправеден од тој што Аллаховите докази не ги признава и од нив одвраќа? А ние со тешка мака ке ги казниме тие што од доказите наши одвраќаат, затоа што тоа постојано го прават. Зарем тие чекаат мелеци да им дојдат, или Господарот твој да им дојде, или некои предзнаци од Господарот твој? Тој ден, кога некои предзнаци од Господарот твој ке дојдат, на ниту еден човек нема да му биде од корист тоа што тогаш ке верува, ако претходно не верувал или ако не сторил како верник некакво добро. Кажи: само вие чекајте и ние навистина ке чекаме. Ти немаш ништо со тие кои верата своја ја распарчија и во секти се поделија. Аллах за нив ке се погрижи, тој ке ги извести за тоа што го правеа. Кој ке стори добро дело, ке биде десетократно награден, а кој ке стори лошо дело, ке биде само според заслугата казнет и нема да им се стори неправда. Кажи: мене, Господарот мој, на вистинскиот пат ме упати, во вистинската вера, верата на правоверникот Ибрахим, а тој не беше идолопоклоник. Кажи: клањањето мое и обредите мои, и животот мој и смртта моја навистина му се посветени на Аллах, Господарот на световите, кој нема соучесник. Тоа ми е наредено и јас сум првиот муслиман. Кажи: зарем за Господар да барам некој друг освен Аллах, кога тој е Господар на се? Што и да направи некој, за себе си прави, и секој грешник само својот товар ке си го носи. На крајот, кај Господарот свој ке се вратите, и тој ке ве извести за тоа за што не се согласувавте. Тој ве направи едни по други на земјата да се сменувате, и тој според положбата едни на други ве издигнува, за да ве искуша во тоа што ви го дава. Господарот твој навистина брзо казнува, но тој и простува и милостив е.